Администрацијата ги засука ракавите. Денес масовно Штип се чистеше од ѓубре. Сакаме да покажеме дека секој граѓанин на нашиот град, вклучувајќи јавна администрација, јавни предпријатија, училишта, институции, треба се грижат за хигиената во градот. Инаку за хигиена во еден град не требат многу пари, треба се сака, треба се организирани. Мислам дека граѓаните на Штип се задоволни од хигиената во нашиот град, но и те треба да направат еден мал допринос за таа хигиена биде уште на поголемо ниво. Денес чистија сите, но одговорноста најголема беше на ИСР. Ние се најодговорни чувствуваме за оваа акција, бидејќи впрочем тоа е наша работа, тоа го докажавме на дело денес. Еве сите вработени, буквално сите вработени од јавното предпријатие ИСАР се на терен. Еве сме на локалитетот Света Недела. Имаше ѓубре, сметот, се бајле работиме. Да, еве има насекаде како што гледате и се трудиме да исчистиме колку можеме толку. Највеќиот отпад најдовме хартија, кесиња и шут. Освен луѓе, ИСР на располагање стави и механизација. Оваа акција од утро се isfрлени над 50 метри кубни на смет. Во акцијата се вклучени 3 камиона, 4 трактора и едно специјално возило ровокопач. Но само да се чисти не е доволно. За денешниот ден да има ефект, потребно и чистеното да се одржува. Многу е битно не само да се исчисти, не колку да чистиме, додека има несовесни граѓани, сепак треба да се работи на едукација, да се подигне свеста на граѓаните дека треба да одржуваат околината чист. А токму едукацијата денес беше обврска на училиштата. Вработените и учениците исто така беа дел од еколошката акција. Од прво до трето се вклучија со ликовна работилница. Од 4 до 9 одделение се вклучија со чистење на училишниот двор, оградата и позади училиштето, а значи балетското студио на ова училиште се вклучи со една флешмоб точка. Како најмладите се ангажираа за чистата средина? Мојата задача е да напишеме порака за природата, да не се фрлат отпадоци. За испратам пораката, зашто има некои луѓе што фрлат по улици. Сакаме да им каже да не фрлат отпадоци, бидејќи околината може да се загади. Чувај околината, таа е наша иднина. Освен со збор, околината се чува и со игра. Ова е една мала точка која представува, односно како ние треба да се грижиме за нашата околина, дека не треба да фрламе отпадоци и тоа е многу битно за сите. Штип денес му кажа не на отпадот, но за ѓубрето за секојаш да го снема од онаму каде што не му е местото. Треба 2 пати да се размисли пред нешто да се фрли.